Еве, како што рековме, уште 2 недели до доаѓањето на македонскиот најголем православен празник Великден. Да спомнам и тоа, почитувани слушатели, дека идната недела ќе дадеме прилог и всушност ќе прикажеме околу обичаите за празникот Лазара и лазарски песни, а пак за самиот ден Великден ќе биде посветена на празникот Великден, така да нема да користиме од рубриката профил за наши сонародници. Сите се спремаме за овој великденски празник, да го празниме неговото воскреснување, но и се молиме најпрво да ни даде добро здравје, љубов и напредок во фамилијата, а исто така и мир во светот. Ова што сега ќе ви го представам, не барам од вас, значи не поаѓам од религиозна точка, туку сега зборувам историски, кој е Ристос, а кој е всушност сличноста меѓу Ристоса и Александар Македонски. Постојат неколку варијанти. За вечерва, реков, ќе ви представам сличности, меѓутоа во една од нашите наредни емисии пак ќе дадеме друга варијанта што мојот сопруг Никола пронајде во странски историски книги. Сличностите помеѓу Александар Македонски и Ристос. Знаеме дека Александар Македонски е од едната страна на штитот кај рамото носеше крст, што значи уште тогаш е познато за крстот, зашто ако секој од вас застане простом и ги рашире рацете, токму фигурата е крст. Може би не случајно се вели дека Ристос е псевдоним или, како што велиме, прекар или никнейм, како што многу глумци, пејачи покрај вистинското име си додават и уметничко име. Реков, денес ќе ги дадеме сличностите помеѓу Александар Македонски и Ристос. Но од друга страна и тоа да го додадам. Ако знаеме многу години во антиката настанни и слично, тогаш ова разлика во време помеѓу Александар и Ристос, што е некаде околу 350 години, е многу полесно да се дознае. Да одиме со ред. Митолошки или во легендите велиме. За Александар Македонски се спомнува дека богот на животот Зевс од водите на Егејското море фрла со стрела во стомакот на Олимпија и таа останува трудна. Во Библијата пак пишува дека дошол ангелот во градината кај Марија и таа го помирисала цвеќето што тој го дал и таа останала трудна. До 12-та година нити за Александар се знаеше многу, нити за Ристос. Александар Македонски не правеше разлики дали се од бела раса, црна, жолта и сакаше светот да го обедини, за да нема робови, односно сакаше да направи мозаик од подеднаквост на народите во светот. Исто така и Ристос подеднакво ги гледаше сите без разлика која раса се. Александар наречен како крал на кралевите, иако знаеме дека имаше и многу други императори како цезаровците, Наполеон Бонапарте, Ристос пак наречен бог на боговите. Александар умре на 33-та година, Ристос го запнаа на 33 години. На Александар не му се знае гробот, на Ристос не зборувам за плочата, туку како што се прикажува не го нашле во гробот, или со други зборови и на Ристоса не му се знае гробот. И како крајно, знаеме сите дека владиците, поглаварите, папите, кралевите, царевите, покрај своето собствено име, кога ќе ја добијат таа титула, како што спомнав, добиват друго име, го задржуваат своето родено име, но си додават и уметничко име или никнейм што викат, освен кралицата во Англија. Името пак на Олимпија, мајката на Александар, го има добиено со тоа што помагала на Олимпијадата, Олимпијадите што се одржува, да речам, или спортските игри. Таа и присуствувала, па и помагала во тие спортски игри. А дали знаете како и било вистинското име на Олимпија? Не едно друго, туку Марија. А како кулминација на сево ова, да спомнам дека во крајот на 70-тите години од минатиот век во Леринско се најде плоча од керамика на која е насликана
се зборува Олимпија со Александар Македонски како бебе, но иста таквата слика што на фреските и иконите во црквите е Света Дева Марија со Ристос како бебе која го држи Ристоса в раце. Сепак треба како христијани да веруваме во таа Божја сила и понатаму, но и тоа треба да знаете дека и пред Христа било рано христијанство, а не паганско или погано време како што дивиот Запад тоа го нарече. Тогаш народот верувал во богови и богињи, а сега во светци. Тоа беше малку еден историски факт, а сега да одиме со новините од Македонија. Вечер вести на Канал 5. Пресврт во случајот со смртта на хрватскиот ракометар кој вчера почина на ургентниот центар во Скопје. Обдукцијата на телото покажа дека 28-годишниот Денис Тот починал како резултат на насилна смрт пред ноќен клуб во градскиот парк. Хрватскиот ракометар на клубот Бутел Денис Тот сепак починал од повреди на мозокот настанати од физичко насилство, покажаа резултатите од обдукцијата. Според истрагата на обвинителството, Тот бил удиран со боксови и клоци во градскиот парк пред дискотеката Привилич од страна на двајца мажи на возраст од 28 и 22 години и 19 годишна девојка, по претходна вербална расправија. По првичните удари, за сега починатиот ракометар, фатален бил падот на асфалтот каде удрил со задниот дел од главата и загубил свест. Тројцата, иако тој бил во безсознание, продолжиле да го удираат, а потоа без да му помогнат, побегнале. Лице вработено во ноќниот клуб повикал уитна медицинска помош, пошто сега починатиот бил пренесен на ургентниот центар при клиниките Мајка Тереза. Според информациите од лекарите што го примиле, сега починатиот, лицето имало престанок на работата на срцето, масивен оток на мозокот, пресечен јазик и висока телесна температура. По приемот бил ставен на апарати за дишење и бил во живото загрозувачка состојба, а наредниот ден и покрај обидите за реанимација починал. Велат од обвинителството, тројцата осомничени се од Скопје и се теретат за убиство. Двајца од нив се веќе уапсени и за нив се бара притвор, а третиот, кој е прво осомничен, избегал и по него трага полицијата. Извршен е претрес во домот на лицето АГ, кој е недостапен на органите на прогонот и со потврда за привремено одземени предмети. Одземени се предмети што ќе бидат доставени на вештачење во оделот за криминалистичка техника при МВР. По лицето АГ од Скопје е распишан централен распис. Велат од Министерството, за оваа трагедија полицијата извршила распит на повеќе лица, а како доказ се обезбедени и снимки од видеонадзорот на Сейф Сити и ноќниот клуб. Тот почина вчера на Карел, а насилството се случило во четвртокот утрината во 3 часот и 30 минути. Расплетот на трагедијата се совпадна со првичните информации во хрватските медиуми уште вчера, дека Тот починал како резултат на насилство. Состав за случајот вечерва се огласи од Министерството за здравство. Во врска со смртта на хрватскиот ракометар Денис Тот, Министерството за здравство, согласно Законот за здравствена заштита и Законот за санитарна и здравствена инспекција, иницираше Државниот санитарен и здравствен инспекторат да спроведе вонреден инспекцијски надзор за постапката за прифаќање и третманот на младиот ракометар, се вели во писменото соопштение. Генералниот секретар на владата во оставка Мухамед Зекири го издржува првиот ден од 30-дневниот притвор откако судија на претходна постапка. Доцна синоќа го прифати предлогот на обвинителството и му изрече најстрога мерка поради постоење опасност од бегство. Неговата одбрана подготвува жалба на одлуката. Зекири се сомничи за злоупотреба на службената положба, односно за заобиколување тендерска постапка и договор во 4 очи. Опфатени со предлогот за мерка притвор се и двајцата хрватски државјани кои најверојатно се надвор од Македонија. На што се однесуваат консултантските услуги кои што биле правени заедно со хрватските државјани? За АД Македонски пошти. Кои се сумите кои што биле проневерени? Знам дека е некаде околу 54 милиони денари, а милион евра. За едниот уште немам точна информација кога ја напуштил, а за вториот, колку што ми е познато, 2 дена пред да ја донесеме наредбата за истрага.
Време е за действување. Проширувањето на Европската Унија сега е прашање од геостратешка важност, оцени премиерот Димитар Ковачевски на форумот Делфи во Грција. Лидерот на опозицијата Мицкоски порача дека како идна влада нема да прифата договор кој ќе задира во македонскиот идентитет и дека тоа треба да го знаат и Петков и Радев. Радев пак ја предупреди бугарската влада да внимава на бугарските црвени линии. Our constitution is a place not only for the Macedonians but also for the other ethnic communities which live in the country and persons with other self-determination. And this process and this constitutional principles in the country allow also for others, including Montenegrins, Croats, Bulgarians, through a constitutional procedure to become part of the constitution. Искам също така да призова външнополитическите съветници на премиера в никакъв случай да ни квалифицират македонските българи като малцинство. Това не съответства на реалността, на конституцията на нашата съседка. Това може да катализира сериозни проблеми в нашите двустранни отношения и да взриви целият процес на европейска интеграция на Република Северна Македонија. Тоа треба да му јасно и на Петков и на Радев, а тоа набрзо ќе се случи. Ако мисля дека тоа што оваа влада предводена од Османи и од Ковачевски ќе го потпише е завршена работа, не. Но и од оние информации кои што јас ги имам, знам дека голем дел од земјите членки на Европската Унија се противат да билатералните прашања и билатералните договори бидат дел од преговорачката рамка. Бидејќи на тој начин преговорачкиот процес ќе биде приказна без крај. Односно секој секога може да блокира и никогаш повеќе процесот на проширување нема да стане реалност. Две златни лири ми остави мојата баба да не поздрави свадбата кога ќе ја